Во ред, 10 часот. Добар ден, почитувани професори, професорки, драги колешки и колеги. Еве, 20 октомври, надвор прекрасен сончев ден. Како што гледате, бевме принудени трибината да ја префрлиме на платформата Zoom. Јас осема на самиот почеток да, како што кажав и предмалку, во неофицијалниот дел, но веќе почнуваме со официјалниот. За жал, колешката Андреја Ивановска вчера имаше некој немил настан во вечерните часови, што ја спречи денес да го модерира настанот и веднаш најдов замена, тој е колегата магистар Фики Гаспар, кој што ќе му дадам сега за скоро збор да почне да ја води трибината и секако да ги најавува сите учесници панелисти, оние кои што ќе дадат поздравен збор и потоа подоцна и предавачите на трибината. На сите вас околу колку е 31 учесници, 9 панелисти, во моментот 40 учесници. Ви посакувам пријатно да се чувствувате во наредните 3-3,5 часа и да не должам многу. Значи, колегата магистар Фики Гаспар, член на Македонското научно здружение за аутизам. Се надевам дека со помалку од 24 часа обука ќе успее да ја измодерира оваа трибина на најдобар начин и се надевам дека сите учесници ќе имаат прилика да чујат нешто ново денеска. Изгледа професорот моментално има некои технички проблеми. Јас не го гледам и не го слушам во моментот. Не знам како е кај вас. Го слушам. Не го слушам. Не го слушам. Еве, ни го се врати професор, овде сте? Да, не знам, некој прекин имаше, не знам докаде се слушнав, мал прекин имаше, дадов најава, не знам тоа дали го слушнавте. Значи, дадов најава на трибината, кажав за колешката Андреја, кој што имаше немил настан и го најавив колегата магистар Фики Гаспар, член на Македонското научно здружение за аутизам, кој што излезе во пресред за помалку од 12 часа да се нафати да ја модерира оваа трибина, за да не бидам јас како one man show. Значи, денесната трибина, насловот ќе го каже тој, ќе ја води колегата Фики Гаспар, ќе ги најави сите панелисти. Во моментот кажав дека имаме околу 44 учесници со нас, панелистите и предавачите. И така, колега Фики Гаспар, ве молам, повелете со модерирање на трибината. Ви благодарам, професоре Трајковски. Почитувани присутни, би сакал да ја отворам официјално оваа трибина со наслов Општествено-хуманистички и биомедицинските списанија со отворен пристап, искуства, дилеми и предизвици во 21. век. Повеќе професори ќе имаат своја презентација околу оваа дадена тема, која што исто така беше планирана да се одржа на Филозофскиот факултет, но заради енормниот пораст на COVID-19, ние сме принудени да се префрлиме на Zoom, но тоа секако не ни представа пречка да слушнеме добри презентации и дискусии. Ви се заблагодарувам за интересот и учеството и би сакал да навестам одредени правила според кои што треба да се одвива настанот. Значи, камерите и микрофоните ви замолувам да бидат исклучени на сите, освен на тој што го има зборот во моментот, и сите учесници кои што ќе сакаат да постават прашање, можат да ни напишат во чат овде на Zoom платформата, каде што ќе им биде понатаму возможено да одговорат или јас ќе го прочитам прашањето према одредениот професор и тоа ќе биде одговорено. Исто важи и за дискусијата. Организатори на трибината се Филозофскиот факултет, а коорганизатори се Македонското здружение на медицински уреди и Фондацијата Спировски. Сега би сакал да пуштиме една анкета. Професоре, дали е соодветно сега да ја пуштиме анкетата? Да, може да се пушти. Замолам още таки човек, можете да ја видите. Ве молам одговорете во кое поле влегувате вие, чисто да имаме евиденција. Значи, што сте по професија? Сите учесници
дали влегувате во редакции, дали не влегувате во редакции, имате и за останато, значи ако не сте дел од редакција, студенти имаше доста пријавено и така. Во ред, продолжете, ја мислам дека е доволно. Добро, Колега Гаспар. сите има можност да одговорат и имаме соберено доволно податоци. Сега би сакал да му дадам збор на деканот, професор доктор Радко Дуев на Филозофскиот факултет. Повелете, декан. Благодарам, почитувани колеги, драги гости, почитувани професори. За мене нели особено задоволство како факултет, организацијата на ваков настан, особено во годината кога одбележуваме нели еден век од нашето постоење, но во време кога заради пандемијата ние моравме присилно да се дигитализираме, затоа што голем дел од нашата работа сепак беше поставена на поеднаков начин. Но ако е нешто позитивно во самата пандемија е тоа што успеавме сите, па и студентите, па и колегите со обучување на користење на различни платформи за електронско учење, видеоконференцски врски и така натаму. Она што е тема на трибината, за која што јас му благодарам на професорот Владимир Трајковски, на професорот Мирко Спировски, кој што е еден од пионирите за Open Journal Access, значи за оната тенденција во науката, во која што науката треба да биде отворена за сите, каде што веќе печатењето на списанијата станува минато, и оние дилеми за кои што верувам ќе слушнеме од вашите излагања за нели дали системот на Open Access ќе биде понатамо прифатен од сите, некако што е до сега, нели делумно дел од списанијата се отворено, но голем дел од списанијата се своите статии се наоѓаат во разни бази кои што понатаму чинат одредена сума. Но за нас е многу важно што дел од нашите списанија, Филозофскиот факултет има 10 научни списанија, многу одамна започна со користење на отворениот пристап. Секако тоа за нас е предизвик, но од друга страна е и да кажам една обврска затоа што како факултет знаат и сите уредници на списанијата, ние немаме информатичари, администратори кои што би можеле да помагаат околу одржувањето на сите овие платформи, така што голем дел од досегашните списанија кои што се поставени со отворен пристап се базираат на ентузијазмот на нашите колеги, на нашите соработници. Па се надевам дека во иднина и како јавни институции ќе добиеме поголема поддршка за да можеме да продолжиме со ова и да всушност и сите наши списанија да бидат со отворен пристап. Јас би се заблагодарил уште еднаш на сите вас, ви благодарам на сите за учеството и се надевам дека иако планиравме трибината да оди нели со присуство на факултетот, но сепак еве и овој начин одговара на самата тема отворен пристап, бидејќи вака сме подостапни нели и до многу по една поголема и поширока јавност, затоа што и самата технологија нуди нели достапност без простор и без ограничување. Ви благодарам и посакувам успешна трибина. Ви благодарам професор доктор Радко Дуев за вашето обраќање. Сега исто така би сакал да дадам збор на претседателот на медицинското здружение, Македонското здружение за медицински уредници, академик професор доктор Сашко Кедев. Повелете. Благодарам. Јас исто би сакал најпрво да ги поздравам сите присутни, посебно им честитам на организаторите на ова одлична трибина, на представниците од Филозофскиот факултет, колегите од нашето Здружение на медицински уредници и на Фондацијата Спировски за ова одлична идеја и одличен тајминг, бидејќи времето во кое што живееме со пандемијата на COVID-19 ја нагласи потребата за релевантна, навремена, вистинска информација. Тоа е нешто што сите гледаме, се уште го живееме тој период и гледаме колку е важно на време да добиеме релевантна информација, а токму журналите со отворен пристап го овозможуваат токму тоа.
Така да најважните информации во оваа пандемија ги добиваме токму од овој тип на публикации и од тие причини сметам дека ова трибина е одлична можност уште еднаш да се реафирмират принципите на ово публицирање. Денес имаме прилика да слушнеме 4 извонредни предавања кои што ќе се осврнат токму на овој принцип на публицирање во журнали со отворен пристап. Би сакал да потенцирам сите 4 имаат посебна тежина и уште еднаш ја реафирмираат и важноста на етичноста во публицирањето. Се надевам на крај дека ова дигитална ера во која што функционираме и живееме секако ќе даде придонес во нашата работа и активност, меѓутоа нема да исклучи нашата понатамошна дружба во живо. И се надевам дека многу брзо ќе имаме прилика да имаме некаква слична ваква трибина во живо. Уште еднаш им честитам на организаторите и ги поздравувам сите учесници и посакувам успешна трибина. Благодарам. Ви благодарам, професор доктор Сашко Кедев. Следниот збор би го дал на председателот на Фондацијата Спировски, професор доктор Мирко Спировски. Повелете. Почитувани декан, почитуван академик, почитувани колеги и колешке, почитуван Фики, драго ми е дека ова е втор пат оваа година да заедно со Филозофскиот факултет организираме трибина околу потребите за подобрување на работењето на научните списанија. Минатиот пат преку работилницата за рецензирање и овој пат преку работилницата за отворен пристап. Секако и двете се важни, меѓутоа по мое мислење оваа работилница за отворен пристап има многу поголема тежина, не би рекол значење, затоа што зафаќа повеќе и филозофски и етички, а ја би рекол и практични моменти и поради тоа ние во фондацијата одлучивме да на прашањето на отворен пристап обрнеме малку повеќе внимание, не заради тоа само што сакаме да се вклучиме и во оваа битна дејност од издавањето на списанија, туку и поради тоа што државата нема воспоставено механизми за анализирање, регистрирање, следење, поттикнување и по правило на граѓанските принципи, фондацијата е граѓанско здружение, тогаш тие останатите, ако можат, го надополнуваат тој празен простор. Значи, во овој случај, кога државата би го уредила ова прашање на соодветен начин, како што се уредува во западните земји, секако дека не би имало потреба или би била многу мала или скоро никаква потребата од ангажирање на граѓанскиот сектор во било кој сегмент, било да е тоа Македонското здружение за медицински издавачи или оваа фондација или нешто трето. Затоа мислам дека изморедно значајно тоа што денес ќе го изнесеме и по моје мислење е многу значајно тоа да биде чуено и барем делумно аплицирано и прифатено, бидејќи во тој случај мислам дека нашите напори би продиле со плод. Посакувам успешна работа и се надевам дека ќе имаме позитивен одзив од содржините на овие предавања. Ви благодарам, професор доктор Миро Спировски. Следно би сакал да слушнам од професорот Трајковски краток осврт на недела на отворен пристап во Македонија. Проверете, професор. Благодарам, магистар Гаспар, почитуван декан на Филозофскиот факултет, професор Ратко Дуев, почитуван академик професор Сашко Кедев, председател на Македонското здружение на медицински уредници, почитувани панелисти, почитувани учесници, на број во моментот 50-тина. Јас од се срце ви благодарам за вашето одвоено време, што одлучивте да бидете денеска заедно со нас на оваа трибина. Нема да должам со многу формалности, бидејќи во почетокот нешто кажав. Во интерес на времето, јас би преминал, значи ќе дадам еден кус осврт на неделата со отворен пристап, кој што го нареков
10 години отворен пристап во Македонија. Како што гледате од самиот наслов, драги учесници на оваа веб трибина, ние не започнуваме денес со отворениот пристап, туку веќе имаме одредено искуство во оваа работа. Ова е официјалниот постер кој што одеше како означување дека 10 години ги обележуваме токму на утрешниот ден, би било попрецизно, и сега би сакал да ја споделам со вас позадината на овој настан, што означува таа недела на отворен пристап. Тоа е глобален настан што влегува во 13-та година, а ние во Македонија сме 10-та година, така што може да забележите дека тука не доцниме многу зад светот. Значи, овде се дава можност на членовите на академската и истражувачката заедница да продолжат да учат за потенцијалните придобивки за отворениот пристап, бидејќи ги има многу такви придобивки, да се инспирира едно пошироко учество во помагање да се направи отворениот пристап како нова норма во истражувањето, потоа да се овозможи отворен пристап до информациите, секако бесплатен, иако целата подготовка на отворениот пристап не е бесплатна, таа чини многу пари. Тоа го знаат и колегите кои што воделе, биле главни уредници, заменици, значи на Open Access. Open Access не е гратис акцес, односно тоа чини, има подготовка, компјутерски инженер, уредување, секретари на редакција и така натаму. Значи, бесплатен е за крајниот корисник, за колегите, за студенти и така натаму. Непосреден е тој пристап и секако бара само да имате еден релативно добар компјутер и пристап до интернет. Во секој момент може да пристапите до илјадници резултати на научното истражување и правото на користење и повторна употреба на тие резултати, колку што ви требаат, значи се разбира и да го запазите правилото на цитирање. Во секој случај, значи правилото на цитирање мора да биде запазено, а не само дозволено е даунлодирање, копирање, принтање и така натаму, но секогаш мора да биде запазено правилото на цитирање. Овој отворен пристап има директни и широки распространети импликации за академијата, за медицината, како моја основна вокација, секако за науката, индустријата и воопшто би рекол за општеството како целина. Кога започнавме? Прв пат организираната трибина е фактички настан на 21 октомври 2010 и тогаш на моја иницијатива, со подршка на тогашниот декан на Филозофскиот факултет, јас и колегата Димитар Поповски, тогашен докторант на Филозофскиот факултет, презентиравме скромно две теми: научни статии со отворен пристап и отворени образовни ресурси, значи 21.10.2010 во салата за седници. Понатаму, вториот пат, кога беше организиран настан, 2012 година, на 24 октомври, овој пат ги заменивме улогите. Филолошкиот факултет во истата зграда беше домаќин колегата Димитар Поповски со интересна презентација за Менделеј. Јас имав за Open Journal системот на Филозофскиот факултет, кој меѓу првите ние на Филозофскиот започнавме да го користиме во Македонија. Овој Open Journal систем преку списанието кое што тогаш го раководев, Journal of Special Education and Rehabilitation, и се вклучија колеги од Метаморфозис фондацијата и тогаш започна она иницијатива за отворени образовни ресурси во Македонија. Оваа 2012 е најпродуктивна година во однос на одбележување на настани, дури два. Следниот беше на 25 октомври 2012, организиран од почитуваниот професор Спировски во амфитеатарот на деканатот на медицинскиот факултет, и се говореше за отворениот пристап во науката, професор Стојчева Танева, патот до факторот на влијание, професор Здравковски од ПМФ, природно-математичкиот факултет, професорот Спировски презентираше значи како се мери научниот придонес, каде да се објави научен труд, магистар Ленче Даневска, и исто така колегата Димитар Поповски имаше последен пригодно излагање. Понатаму, следниот четврти настан е организиран 2013, за која јас немав информации, но професор Спировски ми ги даде. Тоа е настан кој што го организира ЕМСА, тоа е една од студентските организации при медицинскиот факултет.
на 24 април, значи нема врска со неделата за отворен пристап, но поврзан е со ова, значи под наслов Каде е Македонија, во смисол на отворениот пристап, и еве ги гледате овде учесниците, да не должам многу. Петтиот организиран настан е токму во годината кога и се основа Македонското здружение на медицински уредници со седиште во Македонската академија на науки и уметности. Работилницата е отвори академик Нада Побјорданова. Беше говорено од страна на професор Спировски за стандарди за академски електронски списанија, системи за отворено списание во OJS магистар Марија Ѓорѓевска од УКИМ, улоги на менеджер на списание во системи на отворено списание професор доктор Зоран Здрасковски од Институтот за хемија, и јас ја имав улогата да презентирам за уредникот каква е неговото значење и улога во списанијата кои што користат позадина Open Journal System. И за жал минатата 2019 требаше да биде 6-тиот настан со професорот Дончо Донев. Имавме одлична иницијатива преку МЗМУ во Оману да организираме, но не наидовме на финансиска подршка и не би должел сега од одредени структури. И тој настан, ете, може би ќе беше за сега последен во живо, не успеавме и еве по пауза од 4 години, тука сме каде што сме, подосна, значи, ќе ја видите, вие веќе ја добивте програмата на вашите имейл адреси, денеска ќе даде збор подоцна која јас веќе привршувам, модераторот, професорот Спировски, па професорот Донев, професор Катеристовска и на крај јас со едно подолго предавање. Значи, предавачи денеска сите се реномирани уредници на списанија или заменици уредници, слушатели предвидовме членови на уредувачки одбор од списанија, доктори на науки, докторанти, има и магистранти од Институтот за специјална едукација и рехабилитација, каде што јас предавам заинтересирани, па дури и студенти кои што деноиве јас бев во интензивна комуникација со сите и успеав да им одговорам на нивните барања. Има студенти од Институтот за педагогија, например, што многу ме радува, некои колеги од кардиологија, клиниката за кардиологија и така. Одржувањето гледате преку Zoom и се надеваме дека од 10 до 13:30 ќе трае. Програмата веќе ја спомнав и на крај би изразил во овој прв дел благодарности на професор доктор Радко Дуев, деканот на филозофскиот, за неговиот изразен сенс да го почувствува моментумот, кога после 4 години нема оваков настан во Македонија, од никој друг, да и во услови на пандемија да се нафати, дури и во живо. Ние до пред 10 дена сакавме да одиме во живо, но кога видовме бројки од 500 инфицирани со коронавирусот, рековме дека не смееме да го доведуваме во ризик здравјето на сите учесници и здравјето на помошниот персонал на филозофски и секако нашето здравје како панелисти, на професор доктор Маја Геровска-Митев, продекан на филозофскиот, за овозможениот Zoom пренос и за техничката подршка околу Zoom. Тука би го спомнал и Христијан Ламбески, се разбира, иако не е ставен во овој дел, кој што е моментално во позадина на ова го снима настанот, се грижи околу интернетот, потоа доколку има технички работи, да ви даде збор подоцна на вас, другите учесници, доколку сакате да прашате со вклучување во живо со аудио. На професор доктор Мирко Спировски и професор доктор Дончо Донев за помошта околу организирањето на трибината, на останатите повторно предавачите професор Спировски, професор Донев, професор Истовска, за подготвеноста во вакви тешки услови да одржат предавања, и на колешката Андреја Ивановска, секретар на Journal for Real Touch Therapy and Developmental Diversity, која за цело време беше вклучена во организација на трибината до вчера, до 21 часот, и би посакал брзо опоравување од емотивниот шок кој што го доживеа со тој немил настан вчера во вечерните часови. Ете, јас ви посакувам успешна работа, посакувам на останатите колеги кои што ќе се вклучат успешни презентации, да имаме добар брзина на интернет, да нема ексцеси, испади, и исто останатите ги охрабрувам
да се вклучат во живо со аудио и видео, или па доколку од некои причини не можат технички или не сакаат, да го постават прашањето во четот. И на крај ви посакувам многу здравје на сите панелисти и на сите слушатели и учесници. За сега толку, колега Фики, ви ја препуштам палката вам.